Поголемиот број на пациенти кои што се потешки, тек треба да зборуваме после 2 недели, 3, минимум после 3 недели да почнат да се вратат. Размислуваме неколку опции за неколку можни болници во внатрешноста на Македонија, кај што доколку имаме подолготрајна рехабилитација на пациентите, можеби тие ќе бидат местата кај што би се третирале. Меѓутоа, истовремено размислуваме и за можностите во капацитетите што постојат во Скопје и во клиниката за Институтот за физикална терапија и рехабилитација, меѓутоа и во другите клиники. Исто така ви кажав пред малку дека има понуди за тие кои што ќе бидат многу тешки и ќе им треба подолготрајна рехабилитација. Тя размислиме можноста, можеби и да се даде шанса надвор од државата. Имавме такви понуди бесплатно. Колку понуди има, од каде такви? За сега не би ги спомнал државите, меѓутоа вчера ја се... Барем колку како бројка? Околу 10 пациенти, ја мислам околу 10 пациенти, ја мислам дека само една држава која што со амбасадорка на една држава вчера зборевме дека се подготвени да се прифатат, меѓутоа нормално и тие сакаат да ги знаат точно деталите на пациентите, што како, за да знаат специфично каков третман треба да им се направи. Така да тоа што е полесно ќе ги третираме тука и ќе видиме центар кај што е, да речам, не се многу комплицирани случаи, бидејќи видите, повеќето од овие случаи се деца. Повеќето од пациентите што скоро секојдневно ги посетуваме и ги гледаме, верувајте, можеби за моја возраст е од 15 до 35 години. Тоа се млади луѓе кои што многу им значи и тој естетски момент. Знаете, изгореници обично знаат да остават последици кои после можат да им причинуваат фрустрации. Така да треба да бидеме внимателни. Прво, нормално, пред се да преживеат, да поминат без функционални последици, меѓутоа треба понатаму да размислиме и за тие естетски последици, за да бидат што помали или да се коригираат максимално што може.